Јавност, денеска го разгледуваме дополнетиот предлог на закон за исплата на паричен надоместок на жртви од кривични дела со насилство. Морам да кажам дека се работи за позитивно законско решение кое што секако оди во насока на обезбедување на поголеми права во однос на надоместот на овие жртви и на еден начин избегнување на спората бавна процедура по судските лавиринти и обвинителства и поедноставување на можноста жртвите од кривични дела со насилство да дојдат до некое обештетување. Морам да кажам дека на комисијата имавме повеќе забелешки по предлогот на законот. Дел од овие забелешки беа прифатени, еден дел од истите и не беа прифатени, но како и да е, сметам дека позитивниот пристап кон ова законско решение веруваме дека ќе даде и во иднина резултати и реализација, затоа што кога зборуваме за едно законско решение треба да бидеме свесни дека во голем дел резултатите од овој закон ќе важат од самата практична примена на овој закон, на одржливоста и ефикасноста на решението, односно да не остане само законско решение кое што само по себе нема да произведе никакви позитивни действија по однос на целта и намената која што има. Имено, како што кажав, и во самиот вовед на законот стои дека заради активно учество и имплементирање на меѓународни стандарди и инструменти во современиот кривично правен систем се пристапи кон воведување на стандарди за жртви од кривично дело со насилство. Имено, како што кажав, целта е да се поедностави процедурата за надомест на овие жртви. Како што кажав, поднесевме неколку амандмани кои што беа воедно и прифатени од страна на Министерството, што е за поздравување, но сепак делот на нашите забелешки и не беа прифатени. Така, например, нашата забелешка која што се однесуваше на членот 22 во алинеите, каде што побаравме да се избришат алинеите 1 и 3, а тоа е каде што според законското решение однесувањето на непосредната жртва пред, за време и по извршувањето на кривичното дело, значи од ова ќе зависи и износот на надоместот кој што ќе биде даден. Според нас ова едноставно не е мерливо, затоа што нема начин со кој што може да се докаже однесувањето за жртвата и сметам дека самата комисија која што е составена од дискусни членови нема да биде во можност да го одреди тоа, затоа што сметаме дека треба да постои некаков систем или процес според кој што, значи не постои некој систем или процес по кој што се мери однесувањето, затоа што секој човек различно се однесува во дадена ситуација и сметам дека тоа не може да биде мерливо, поттука сметаме дека ова е и исто така непотребно. Понатаму имавме исто така забелешки во делот на составот во начинот на избор на комисијата и во составот на комисијата. Имено сметавме дека едноставно оваа комисија не треба да биде избрана од страна на владата, затоа што во самиот закон стои дека се работи за независно тело. Ако е независно тело, ќе беше добро оваа комисија да можеше да биде избирана од страна на пратениците во собранието, затоа што едноставно легитимитетот е пренесен на пратениците и сметавме дека една по-сеопфатна и поширока дебата ќе доведеше до избор на подобри кандидати кои што ќе бидат дел од оваа комисија, а не тоа да се прави на предлог на министерството, односно со избор на самата влада. Инаку, ако се сеќавате, бевме сведоци на еден таков начин за избор на членови на Уставниот суд, во кој што бевме сведоци да бидат избрани лица кои што во најмала рака не се достојни да извршуваат оваа професија, но како и да е, се отвори една дебата тука во собранието на која што на транспарентен начин можевме да искажеме што мислиме ние по однос на овие кандидати. Од тука сметаме дека можеби собранието требаше да биде вклучено во процесот на одлучувањето за тоа кој ќе биде член на оваа комисија. Понатаму имавме исто така забелешка
и во делот на составот на комисијата, затоа што според нас сметаме дека народниот правобранител или лице кое што е со особено искуство, кое што е вработено кај народниот правобранител, би било добро да биде дел од оваа комисија, имајќи во предвид дека токму народниот правобранител се занимава со заштита на човековите слободи и права и е во секојдневен контакт со оваа материја, и оттука би било добро да имаме и таков член во комисијата, но сепак овој наш предлог беше одбиен од страна на предлагачот, затоа што беше образложено дека тоа е оној состав кој што ќе одговори на потребите на ова законско решение. Понатаму, во однос на имавме исто така недоумица во однос на тоа како се опочнува оваа постапка и сметавме дека не е доволно со пријавување на случај каде што имаме кривично дело со насилство, да се едноставно да се отпочне таа процедура. Сметавме дека треба да има некој соодветен дополнителен акт кој што ќе може да послужи како гаранција дека навистина е сторено тоа, дека е направено кривично дело, за да потоа се олесни можноста на комисијата во поведување на таа постапка и донесување на соодветна одлука, затоа што, како што напомена и мојот колега Евтимов, може во праксата да се појават најразлични ситуации каде што се јавуваат и двете страни кои што се прогласуваат дека се имаат телесни повреди или се жртви на кривично дело со насилство, и оттука ќе се доведе и самата комисија во една неповолна ситуација, да не може да донесе соодветна одлука за тоа кој е во право, а кој не. На крајот на краиштата, на еден начин ќе се дадеше една поголема можност и поголема сигурност ако се бара дополнителни документи за да се опочне овој процес. Но како и да е, и во овој случај предлагачот е убеден дека ќе се работи за честни поднесувачи на пријави и барања за надомесна штета, но сепак имајќи во предвид дека се работи за пари на граѓаните кои што ќе бидат исплатени за надомесна штета, сметам дека треба на комисијата на еден начин да се даде поголема можност и поголема сигурност во одлучувањето. Имено гледајќи ги исто така компаративно начините и висината на надоместот по другите држави, гледам дека се работи за некој помал износ на средства кој што е предвиден тука, и покрај тоа што постојат неколку анализи кои што се направени за тоа колкав е можниот број на посредни и непосредни жртви на насилство, сметам дека износот кој што е одобрен за 2023 година, можам да кажам дека е некој почетен износ кој што е во ред, но немам подетален преглед за тоа каде во буџетот и во кој дел ќе биде овој фонд за надоместна за парична исплата на жртвите. Би било добро ете тука и министерот за правда да ни образложи во овој дел, за да знаеме ние каде точно се наоѓаат средствата во буџетот и од каде ќе се црпат средства за исплата на жртвите. Како и да е, сметам дека се работи за едно позитивно законско решение, се работи за решение кое што е во насока да се помогне на травматизираните жртви од насилство, и доколку се постават работите на добра основа, имаме една функционалност и одржливост, можеби во иднина навистина ќе прерасне во еден добар апарат за помош на овие лица. Благодарам.